Техничкиот премиер кој ќе биде од редовите на Демократската унија за интеграција најверојатно ќе седне на фотелјата на Димитар Ковачевски на 29 јануари, доколку се исполнат се поизвестните очекувања дека изборите ќе се одржат на 8 мај заедно со вториот круг на претседателските. Освен првиот премиер албанец, во оваа техничка влада свој места ќе добие и опозицијската ВМРО ДПМН, односно тие треба да одберат кој ќе раководи со МВР и Министерството за труд и социјала, како и да определи тројца заменици министри во ресорите финансии, земјоделство и информатичко општество и администрација. Оваа влада е само техничка, односно главна задача е само да обезбеди минимално функционирање на државата и да гарантира фер и демократски избори. Ке раководи со државата до конечното објавување на изборните резултати од страна на Државната изборна комисија. Доколку во декември на средбата помеѓу парламентарните партии се потврди 8 мај како датум, тогаш спикерот Талат Џафери треба да ги распише најрано на 8 февруари или најдоцна на 28 февруари, а собранието најрано да се распушти на 9 март. Од денот на распишувањето на изборите до денот на одржувањето на изборите не може да помине повеќе од 90 дена, ниту помалку од 70 дена. Изборот за пратеници во собранието се одржува во последните 90 дена од мандатот на стариот пратенички состав или во рок од 60 дена од денот на распуштањето на собранието. Точните рокови за спроведување на изборните дејствија, односно кога почнува кампањата, ги утврдува Државната изборна комисија, но јасно е дека ќе има поклопување на кампањите за избор на претседател и за избор на пратеници. Ако првиот круг на претседателските биде на 24 април, тогаш кампањата најверојатно ќе почне на 4 април. Кампањата за парламентарните избори пак ќе почне на 18 април, но ќе мора да паузира за време на изборниот молк пред првиот круг на претседателските избори. Во 2014 година ДИК реши еден од проблемите со судирот на роковите меѓу претседателските и парламентарните избори. Кандидатите за пратеници тогаш ја почнаа изборната кампања 2 дена порано, за да ги надоместат 2 дена прекин, кога траеше изборниот молк за првиот круг од претседателските избори. Парламентарните треба да се одржат во последните 90 дена од мандатот на пратениците, кој завршува на 4 август. Вториот круг на претседателските избори пак најдоцна може да се одржи до 8 мај, за да се фати рокот за евентуални жалби и прегласувања, бидејќи новиот претседател мора да биде инаугуриран на 12 мај 2024 година.